Курти ја размрда Дуи, со тоа што јавно даде поддршка на албанската опозиција. Ахмети е пред сериозен предизвик, а овие избори ќе бидат финален тест за тоа дали интегративците се уште се во политичка форма и ја имаат моќта која со себе ја носат 20 години. Дел од аналитичарите велат, јасна е поддршката од косовскиот премиер, која ја дава на обидетата албанска опозиција, но таа не е присутна. Според познавачите, албанскиот електорат ќе гласа за опција која е против корупција, а не учесник во истата. Добар дел од членството на ДУИ има длабоки симпатии за Курти и за самопределување у превод Ведвендосје, но не се толку гласни во нивно искажување како албанската опозиција, да речеме. Затоа единствената закана од Ведвендосје е за олигарските кругови и вечните функционери на ДУИ, за кои албанците имат негативен став без оглед на тоа дали Ведвендосје ќе учествува или се надпреварува на идните избори. Хајдари вели дека промената ќе ја донесат неопределените, кои се мнозинство во албанскиот блок, а со овие кадри на ДУИ се помалку веројатно е дека тие би гласале за партијата на Ахмети. Да не заборавиме дека на последните локални избори ДУИ имаше масивен одлив на гласови и тоа без никакво директно или индиректно учество на Курти или Ведвендосје, туку поради политиката на ДУИ да се наслонува на компрометирани кадри и служени функционери. За очекување е дека опозицијата ќе добие огромна поддршка токму од тоа тивко мнозинство на неопределени гласачи, а Курти и Ведвендосје може само да го засила тој тренд и окрупнат поддршката за опозицијата предводена од господинот Изет Меджити. Во неделата, неформалниот лидер на албанската опозиција соопшти дека Косовската партија самоопределување влегува во изборите во Македонија. Меджити објаснува дека поединци кои действуваат во Косовската партија ќе се најдат на парламентарните листи, а некои веќе биле и дел од македонската политичка сцена. Македонските закони не дозволуваат учество на странска партија, но кандидат за пратеник може да биде секој кој е државјанин на Македонија.